да го поздравиме председателот на Демократскиот сојуз, господинот Павле Трајанов. Повелете. Почитувани делегати, драги гости, екселенции, представници на медиумите, граѓани на Македонија, добро дојдовте на нашиот конгрес. Ве поздравувам сите вас и посакувам успешна работа на 5-тиот конгрес на Демократскиот сојуз. Честитки и за 16 години од формирањето на Демократскиот сојуз, партија која е гласна, партија која за сите клучни прашања има свој став и решенија. На почетокот сакам да објавам дека овој конгрес на Демократскиот сојуз е предвестник на промените кои ќе се случат на предвремените парламентарни избори. Демократскиот сојуз заедно со други политички партии и граѓански асоциации, но и поединци со висок професионален и човечки кредибилитет на престојните избори очекува голема поддршка од граѓаните. Определбата на граѓаните за нова политичка сила ја прифаќаме и поддржуваме. Затоа Демократскиот сојуз ќе биде дел од таа сила која има и човечки потенцијал и програмски определби за промени, за раскрастување и демонтажа на еднопартискиот систем во Република Македонија. Почитувани, Демократскиот сојуз е партија која силата ја црпи од граѓаните, партија која бранува, партија која секогаш своите ставови ги гради поаѓајќи од националните и државните интереси. До сега во Демократскиот сојуз се вклучија над 30.000 членови со јасна определба да се менуваат работите во позитивна насока. Демократскиот сојуз стана силен, цврст и препознатлив политички субјект. Нашите ставови предизвикуваат силни, да не речам тектонски раздвижувања. Обидите на некои да не скршат, да не замолчат, да не маргинализираат пропаднаа. Колку повеќе не притискаат, толку повеќе сме единствени и цврсто определени да градиме решенија и да ги движиме и менуваме работите. Политичката криза предолго трае и има сериозно негативно влијание во сите области. Нашиот став е јасен и чист како солза. Креаторите на кризата морат и ќе платат висока цена. Сите тие треба да заменат од политичката сцена. Пред да се реализираат препораките на ПРИВЕ, на Европската комисија, како и нашите определби искажани во јавноста, знаеме дека нема услови за фер, демократски и кредибилни избори. Избирачкиот список мора да се растерети од фантомските гласачи, медиумите да се ослободат од стегите на владата, партиите на власт да се одбијат од државата. Тоа е црвената линија, тоа е мажина линија од која не отстапуваме. Тоа се битни предуслови за учество на изборите. Ние сме подготвени за избори, но не сме луди да учествуваме во наместен надпревар, каде волјата на граѓаните не може да се канализира во кредибилни пратенички мандати. Почитувани, без почитување на правото, без создавање на еднакви можности и шанси за сите, без политички амбиент за правна сигурност, без економски развој и натаму младите ќе заменуваат во странство. Во источниот дел, но и во цела Македонија имаме пустош, нема движење, нема врева, нема детски џагори и смеа. Во една прилика премиерот бил во Виница да отвара фабрика, при што пред да се обрати прашал каде се луѓето. Еден граѓанин му дофрлил: сите заминаа во Италија. Ете, тоа е реалноста во Македонија.
И затоа ќе се бориме таа слика да се смени. Младите, најкреативните, да останат овде, да градат модерна и европска Македонија. Пораката дека тие пред нас краделе, а дека сегашните крадат и градат е само парадигма во каков амбис сме сите ние пропаднати. Политичката сцена е како гладиаторска арена, каде противникот се удира се додека дава знаци на живот и тогаш кога е накутиран. Сите ние не изградиме култура на меѓусебно почитување и разбирање. Не изградиме култура да градиме консенсус за виталните државни прашања. Еве имам неколку отворени прашања. Дали е проблем да имаме заедничка платформа за реформи за влез во Европската унија и НАТО? Дали е проблем да изградиме платформа за надминување на спорот со Грција? Дали е проблем да сме сите за меѓуетничка толеранција и соживот, за унитарниот карактер на државата? Не, сигурно дека тоа не е проблем, само ако имаме малку демократско и државничко однесување и чувство за одговорност. Или како е можно криминалот да биде само кај нас вредносна категорија, а криминалците да ги штити власта, обвинителството, судот? Како е можно Уставниот суд да создава законски предуслови да бидат помилувани криминалци кои ги кршиле изборните правила, кои што вршеле тероризам или биле вклучени во наркобизнисот? Или пак, како е можно да бидат помилувани педофилите? Почитувани, сосема сигурно дека се не може да се постигне за кус период, но по 25 години, ако и натаму сме со најнизок животен стандард, ако имаме неслободни медиуми, ако олигарсите, тајкуните и тие што се на власт се богатаат, ако во праксата имаме авторитарно владење, ако партијата на власт одлучува за се, тогаш сосема е јасно дека од кризата можеме да излеземе само со промени. Промени преку воспоставување на правда во државата и создавање на основни предуслови за развој и прогрес. Почитувани, само со длабоки системски реформи и со јасно дефинирање на одговорноста на премиерот и министрите, можно е да се менуваат работите. Судскиот систем е без кредибилитет и затоа предлагаме реизбор на сите суди и обвинители, вклучително и на судиите од Уставниот суд. До консолидација на судскиот систем даваме целосна поддршка на специјалното јавно обвинителство. Даваме поддршка во расчистувањето на сомнежите за тешки облици на криминал и злоупотреба на системите за прислушување, како и кршењето на основните човекови права и слободи. Сите тие кои злоупотребиле власта, богатството стекнато на криминален начин, мора да го вратат на граѓаните. Мора да има конфискација. И на сите тие, на функционерите, да им се забрани политичко действување од најмалку 10 години. Но не само тоа. Забраната за политичко действување ќе важи откако претходно ќе отслужат во бизнис центарот во Идризово. Демократскиот сојуз инсистира на целосно расчистување на аферата за масовно прислушување, за злоупотреба на информациите добиени на нелегален начин, со загрозување на приватниот живот, рекетирање на бизнисмени и јавни личности. Има почитувани судени за идеите на ВМРО. Тоа се херои. Но во последните 10 години има многумина судени во времето на владење на ВМРО ДПМН, само заради тоа што биле политички противници. Тоа мора да се исправи, треба ревизија на сите тие случаи. Да напомнам неколку само: Агент шпион, Љубе Бошковски, А1 телевизија и многу други. Во изборната програма на Демократскиот сојуз врвен приоритет е даден на обезбедување одржлив економски развој, воведување на нови технологии, изедначување на условите за стопанисување на странските и домашните компании. Кога сме кај странските инвестиции,
Битно е да нагласиме дека овде монопол има владата. Без замена на владата, никој не може да донесе странска инвестиција. Во Македонија можеш да бидеш добар бизнисмен само ако си близок со власта. Успешен адвокат исто така. Добро платен уметник, архитект, ваер можеш да бидеш само ако работиш за власта. Сите тие работи сакаме да ги промениме, сакаме најспособните да имаат шанса, а не партиските војници кои разулавени газат се пред себе. Почитувани граѓани, нема развој ако не се води сметка за стандардот на граѓаните. Затоа предвидуваме тој да се подобри. Ќе обезбедиме услови за најниска плата од 300 евра. Најниска пензија од 200 евра и социјална помош од 100 евра. Предлагаме парламент од 90 пратеници, двојно намалување на бројот на министри и намалување на бројните агенции, регулаторни тела, како и целосно укинување на репрезентацијата на функционерите. Администрацијата е целосно партизирана, гломазна, неефикасна и осакатена. Овде предвидуваме вработување согласно јасни и јавни критериуми. Време на чекање на работа, постигнат успех при школувањето, како и рейтингот на универзитетот на кој дипломирале, согласно Шангајската листа. За студентите кои ќе дипломираат, предвидуваме година дена практична работа во компании и администрација со надоместок од 10.000 денари и платено здравствено осигурување. Новој начин, голем број компании ќе имат можност да ангажираат млади луѓе со идеи и знаење и сигурно дека дел од нив ќе ги задржат на работа. Натаму, само ако имаме фонд за изградба на станови и куќи, ако обезбедиме добри услови за живот во село и ако младите имаат шанса добро да заработат, можно е да се зголеми наталитетот. Почитувани присутни, во регионот сите напредуваат, само ние стагнираме и полека ги губиме нашите стратешки партнери. Затоа и натаму, наш врвен приоритет е влез во Европската унија и НАТО. Тоа е моторната сила која државата ја движи напред. Мораме да градиме добри односи со соседите. Мигрантската криза покажа колку е важно да имаме соработка со Европската унија и со САД, но пред се со соседите. Оваа криза може да предизвика хуманитарни и безбедносни проблеми, затоа мораме да бидеме предпазливи и единствени. Во областа на екологијата, преку гасификација и изградба на топлификациони системи, ќе го сочуваме шумскиот фонд и ќе обезбедиме Македонија да биде почиста. Не сакам посебно да нагласам дека од секогаш сме воделе сметка за секој човек, затоа мислиме дека и малите работи се многу важни во животот, како што се почита и вниманието. Почитувани, денес за изборната програма ќе зборуваме поопширно и ве поканувам и вас гостите, доколку имате време, да бидете на тој дел од нашиот конгрес. Дозволете ми само уште неколку работи да нагласам. Подолго време сме сведоци на вознемиреност и неизвестност кај граѓаните. Над 50% од граѓаните се за промени, тие се подготвени да ја дадат довербата на честни, способни и луѓе кои ќе бидат посветени на работата, а развојот на нашата држава. Но двете најголеми партии промовираат тези дека сите сме исти и дека се ќе биде како и досега, дека ништо нема да се промени. Ви уверувам, ако не се случат промени, грабежот ќе продолжи и сиромаштијата ќе биде се поприсутна. Од оваа говорница на 5-тиот конгрес на Демократскиот сојуз порачувам, не сме сите исти. Ние немаме друга држава, овде сакаме да останеме и овде сакаме да работиме и создаваме. Почитувани, ќе има промени, ќе ги споиме искуството и младоста
и Македонија ќе биде пристојно и посакувано место за живење. Во Македонија ќе владее правото и законите ќе важат подеднакво за сите. Не е се изгубено. Ве повикувам да се здружиме, да се обединиме, да направиме коалиција со граѓаните, да направиме пресврт, да ги победиме тие кои однапред се прогласуваат за победници. Само со нова политичка сила ќе се отворат перспективи за подобар и помирен живот. Македонија ќе биде стабилна и модерна европска држава. Да сте живи и здрави сите, да живее Демократскиот сојуз, да живее и да е вечна Република Македонија.